Добар ден. Градот ќе започне да наплаќа за паркирање на мотори. Деталите за ова подолу во вестите, а ние се враќаме веднаш по генералната најава. За еден месец треба да профункционира улицата кај подвозникот во Бутел. И за мотори ќе се плаќа паркинг во Скопје. На центар ја сруши летната тераса на кафе-барот Бастион. За околу 30 на дена треба да профункционира улицата кај подвозникот во Бутел и да се реши сообраќајниот метеж во овој дел, што е последица на затварањето на оваа улица, која треба да го спои новиот дел од булеварот Христијан Тодоровски Карпош. Градоначалникот Шилегов рече дека од понеделник ќе се интензивираат градежните активности. Докаде е пуштањето на подвозникот во Бутел, за кој треба да се доправат уште 50 метри, а метеж поради тоа има подолг период. Ова беше едно од советничките прашања кое денеска беше упатено до градоначалникот на град Скопје на денешната седница на Совет. Градоначалникот Шилегов на ова одговори дека овој булевар е започнат без претходно да се подготви соодветна документација, за да може да се заврши. Односно, проблемот е во проектот кој го наследиле од претходното раководство, во кој не била предвидена дислокацијата на водоводната инсталација на потегот каде што се одвиваат градежните активности во завршна фаза. Пошто требаше да овој булевар да се поврзе со Скопската обиколница и да се добие нова сообраќајна алтернативна за десетици илјади граѓани. Конкретно, кај подвозникот не била проектирана водоводната инсталација, која доколку не се изведе како што треба, може да го донесе во опасност водоснабдувањето во оваа општина. Шилегов рече дека поради тоа што проектантот не бил достапен за градот, градот заедно со јавното претпријатие Водовод и канализација изготвиле техничко решение и веќе од понеделник ќе се интензивираат градежните работи, па се очекува за околу 30 дена да профункционира улицата. Започнат без да се види реалната ситуација на терен и без да се спреми соодветната документација за да може од кога ќе го започнете да го завршите објектот без проблем. Впрочем, такви примери имаме неколку низ нашиот град. Вие одите кон Радишани, тие бидат кон Лисиче, се уште таму пералната, и дека активностите за изведување на градежните работи биле започнати без да се решат проблемите претходно, што е убедливо, по мое мислење, еден од најлошите начини како да ја изведете работата. Во конкретниот случај, кај булеварот Христијан Тодоровски Карпош, кај подвозникот помеѓу Бутел 1 и Бутел 2, за да може непречено граѓаните и од Бутел, и од Радишани, и од Скопско Црна Гора, кои што ја користат сега улицата единствена, проводна Александар Рударевски и Бутелска, на местото на подвозникот, не скенирајќи состојбата и ситуацијата, не била проектирана инсталацијата која што се наоѓа под... Станува збор за сериозна водоводна инсталација, која што ако не ја изведете како што треба, го доведувате во прашање водоснабдувањето па на истите тие граѓани кои што сега, за жал заради таквото лошо планирање, се во сообраќајен хаос и гужва. Јавното, згора на тоа, проектантот, жената која што го има проектирано проектот за изведба на Христијан Тодоровски Карпош, е недостапна и некооперативна на градската администрација. Ниту на изведувачот, мислам дека е таму градежно претпријатие Пелагонија Гостивар. Шилегов исто така посочи дека спроведена е постапка за атмосферска канализација за улицата Александар Урдаревски, но не се започнати градежните активности затоа што најпрвен треба да се реши метежот кој сега го има кај кружниот тек во Бутел. И за паркирање мотори ќе се наплаќа паркинг. Ова денеска го најави градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов на седница за советнички прашања, како одговор на прашањето од советникот Лука Кржаловски. Од друга страна, Шилегов рече дека монографијата за град Скопје, на која се работело 1,5 година, нема да се печати, затоа што градот нема средства за печатење и не представува приоритет. Градски паркинг ќе ви достави нов ценовник на услуги, во кој што ќе наплаќаме паркирање на моторите кои што сега се паркираат кој кај стигне. Постапката за монографија е постапка која што беше затекната овдека во градот. Во моментов градот нема средства да испечати таа монографија.
барем не е во приоритетите за печатење, па ќе видиме понатаму какви се одвиваат постапките. Ќе биде веројатно во некоја иднина предмет на печатење. Ние го имаме реализирано, тој договор беше 50% платен кога дојдов јас за градоначалник. Постигната е согласност, завршена е, да речам, целата работа, подпишен е анексот на договорот, во кој што го доплаќаме избраниот понудувач, меѓутоа не плаќаме трошоци за печатење, бидејќи сметаме дека овој момент не е од приоритетите на градот Скопје и не би сакале заради известни текстови таму да предизвикаме можни турбуленции во општеството и во градот. Општина Центар денеска сруши летната тераса од цврста градба на кафе барот Бастион во Дебармало. Како причина од општината го наведуваат непочитувањето на прописите, на што пак реагираат од Бастион тврдејќи дека работат според дозвола за работа која им ја издал град Скопје. Денеска се сруши летната тераса на познатиот дебармалски кафе бар Бастион. Како причина за тоа од општина Центар го наведуваат непочитувањето на прописите. Според тврдењето на општинарите, од дивоизградените објекти нема доволно место за движење на пешаците и велосипедистите. Овие кафеанџии не ја испочитувале одлуката на градот Скопје, со која е определен пешачкиот простор кој треба да изнесува најмалку 2,5 метри проодна површина. Од локалот пак обвинуваат дека во неколку наврати се обидувале да најдат решение за проблемот и потенцираат дека уривањето е тенденциозно и незаконски. Оттаму велат дека и покрај издадената дозвола од град Скопје за вршење на угостителска дејност надвор од деловниот простор на вкупна површина од 90 метри квадратни, општината извршила рушење на дел од терасата на еден од најстарите кафе барови во Скопје, кој вработува повеќе од 30 лица. Од Бастион исто така додаваат дека во ниту еден момент не ја нарушиле активната пешачка зона од Рабник на коловоз со растојание од 2,5 метри и овозможиле оптимално искористување на просторот пред објектот како пешачка зона. И покрај нашето барање до општина Центар да се прекине со извршувањето и да добиеме каква било информација што не е легално во овој објект, каде што имаме веќе добиено дозвола од град Скопје, каде што во незе се повикува и општина Центар, бидејќи сите пари уплатени за оваа дозвола одат 50% во град Скопје, 50% во општина Центар. Па се прашуваме кога ни било давано ова решение и одобрение за вршење дејност, зашто тогаш не ни било објаснето што не е легално во овој објект, па сами да посегнеме по него, не ден пред да се изврши ова рушење, да добиеме информација устна дека објектот треба да се руши. Дека покрај сите уредно доставени документи од наша страна, дека имаме одобрение за оваа урбана опрема поставена на овој простор дека нелегално извршувањето и рушењето на објектот од општина Центар се глуви на нашите барања да се прекине со извршување и еве денеска сме сведоци на довршување на нивното насилие. Нашите барања до општина Центар да ни дадат образложение што треба, како да направиме, нивната некооперативност со нас ни дава таков доем дека очигледно ова се работи само према нас. Општината претходно со соопштение потврди дека ги спроведува решенијата што претходно се донесени од градот. Оттаму велат дека неколку пати апелирале до кафеанџиите и им побарале соодветна документација. Тие што обезбедиле комплетна документација и добиле дозволи од градот, сега немаат проблем, а кај другите што нема да го почитуваат правилникот, ќе се интервенира и понатаму, велат од општина Центар. Акцијата за уривање опфаќа тераси на кафеани што се со цврста градба, односно се затворени со врати, прозорци и лимени тенди. Собствениците на кафулињата се жалат, барајки од инспекторите и полицијата да не ги уриваат и да им дадат време сами да ги отстранат терасите. Сепак, кафеанџиите имаа добиено решение од општината пред 2 месеца за отстранување на тврдата градба од тротоарите, а инспекторите побарале од нив да ги отстранат сите работи што не се утврдени според правилникот на градот Скопје. Регулаторната комисија за енергетика најавува минимално намалување на цената на струјата. ЕВН побарала зголемување на цената на струјата за 9%, ЕЛЕМ побарале намалување за 1,5%, а МИПСО не побарале ниту зголемување, ниту намалување.
Ке има минимално намалување на цената на струјата, најавуваат од Регулаторната комисија за енергетика. Подготвителната седница за цената на електричната енергија е закажана за утре, пошто е најавена пресконференција на која представници на Регулаторната комисија за енергетика ќе објават колкаво ќе биде намалувањето. Како што информираа денеска од Регулаторната комисија, компанијата ЕВН побарала зголемување на цената на струјата за 9%, Елем побарале намалување за 1,5%, а МЕПСО не побарале ниту зголемување, ниту намалување. Новото раководство на Регулаторната комисија за енергетика најавува и преоценување на мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, со цел да се намалат трошоците на потрошувачите за приклучување. Домакинствата во општините каде има донесено детални урбанистички планови, вообичаено плаќаат околу 500 евра за приклучок, а во општините каде нема детални урбанистички планови, цената за приклучок е далеку повисока. Во однос на либерализацијата на пазарот на електрична енергија и стекнувањето на правото на домакинствата од следната година да купуваат електрична енергија на слободниот пазар, од Регулаторната комисија за енергетика појаснуваат дека се работи за право, а не за обврска на домакинствата. До септември треба да биде објавен и тендерот за избор на универзален снабдувач на електрична енергија и на снабдувач во краен случај. Критериумите за тендерот се работат заедно со секретаријатот на енергетската заедница и се очекува до втората половина на јули во најголем дел да бидат подготвени и доставени до владата. Очекувањата на Регулаторната комисија за енергетика се доколку има конкуренција да има и намалување на маржите. Ученици од основните училишта во Карпош добија награда на фестивал за природни науки кој се одржа во Брисел. За општината ова е сама потврда за залагањата и напорите кои се вложуваат во квалитетно образование. На фестивалот STEAM Discovery Week 2018, недела за промоција на природните науки кој се одржа викендов од 22 до 24 јуни во Брисел, Белгија, проектот на Креативен центар Карпош и основното училиште Јан Амос Коменски It's Cool to be STEAM беше еден од наградените од фестивалот. Минатиот викенд во Брисел се одржа и 23-та работилница Училница на еднината. Карпошовиот проект It's Cool to be STEAM е награден од страна на Scientix, при што беа доделени наградите за најуспешните проекти организирани за време на STEAM Discovery Week 2018, во која кампањата покрај Креативен центар Карпош учествуваше и основното училиште Јан Амос Коменски. На европско ниво во рамките на оваа кампања беа организирани околу 800 активности од 40 држави. За време на 5-дневниот фестивал од 23 до 27 април беа организирани 6 работилници, во кои беа опфатени 150 ученика од 3 до 9 одделение од 10 основни училишта од Карпош. Одговорна за реализацијата на активностите беше наставничката Александра Блажевска, која воедно е и Scientix амбасадор и председател на Креативниот центар Карпош. Оваа награда е уште една потврда дека во Карпош образованието е на исклучително високо ниво, што го покажува фактот дека на фестивалот беше препознаен квалитетот на проектот, кој е и единствен награден од Македонија, велат од општината. Лауреатот на Златна камера 300 за животно дело на 39-тиот интернационален фестивал на филмска камера Браќа Манаки, кој од 22 до 29 септември ќе се одржува во Битола, е британскиот оскаровец Роџер Дикинс. Под слоганот Симнуваме капа, од 22 до 29 септември во Битола ќе се одржува 39-тиот интернационален фестивал на филмска камера Браќа Манаки. Британскиот оскаровец Роџер Дикинс, кинематографер на култни филмови, како Бегство од Шошенк, Фарго, Човекот кој не беше таму, Нема земја за стари луѓе и познат по соработката со браќата Коен, е лауреатот на Златна камера 300 за животно дело на 39-тиот интернационален фестивал на филмска камера Браќа Манаки. Дикенс ќе биде гостин во Битола за време на фестивалот заедно со неговата сопруга Джеймс Елис Дикинс, исто така филмски професионалец. Карактеристично за фестивалот е што се зголемува бројот на фестивалски програми и оваа година ќе бидат 14. Годинава ќе има и нови селектори на филмските програми. Марија Џиџева ќе биде на документарната програма, Даријан Пеовски и Марија Апчевска, селектори на кратките филмови, Сладјан Панев за програмата Европски филмски перспективи, која почна пред 2 години.
Очекувањата се дека пред почетокот на 39-тиот интернационален фестивал на филмска камера ќе заврши процесот за избор на македонски кандидат за Оскар и дека оваа година има дури 8 или 9 филмови кои би можело да бидат номинирани ако се исполнети условите. Покрај Дикинс на фестивалот во Битола ќе има уште една звезда која организаторите ќе ја соопштат на крајот на август. Во екот на летните одмори и долги патувања, ве советуваме како да се грижите за вашата безбедност, за вашиот живот и за безбедноста и животот на луѓето околу вас. Следуваат неколку совети од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Иако на прв поглед изгледа дека станува збор за веќе раскажана приказна, апелите и пораките за безбедно учество во сообраќајот никогаш не се доволни. Безбедноста и културата во сообраќајот во Република Македонија се уште не се издигнати на посакуваното ниво. Почитувањето на правилата во сообраќајот е обврска, како за младите, така и за оние поискусни возачи, кои поради стекнатата самоувереност многу често се обидуваат правилата и прописите во сообраќајот да ги заобиколат или да ги занимарат. Сообраќајните незгоди се наше секојдневие. Токму затоа Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Прва Скопска уште еднаш потсетуваат за најчестите грешки на возачите во сообраќајот. Брзото и небезбедно возење, непочитувањето на правилото за првенство на минување, возење во поспана состојба и без паузи, како и занемарувањето на активностите на останатите учесници во сообраќајот, се едни од најчестите причинители на сообраќајните несреќи. Причина за сообраќајна несреќа може да биде и лошата концентрација на возачот, предизвикана од премногу сопатници во возилото или миленици. Исто така важно е и редовното одржување на автомобилот и никакво жртвување на сигурноста поради естетика. Толеранцијата во сообраќајот е задолжителна, потенцираат од РСБСП. Затоа, и кога ви се чини дека патот е слободен, не ја надминувајте препорачаната брзина. Како резултат на брзото возење во 2017 година во Македонија животот го загубиле 72 лица, а 1254 се потешко повредени. Држете растојание помеѓу вашето и останатите возила и редовно одржувајте го автомобилот. Како за крај, правете паузи кога сте изморени. Подобро е на посакуваната дестинација да пристигнете подоцна, отколку никогаш да не пристигнете. Утре и в сабота времето ќе биде посунчево со значителен пораст на дневната температура, но во попладневните часови ќе има локална појава на пороен дожд и грмежи. За утре и за в сабота се очекува температура до 27 степени, а за во недела и понеделник температурата ќе го достигне 28 односно 30 степен. И пред самиот крај уште една информација. Без струја утре од 8 до 9 часот ќе останат корисниците од улиците Сердарот и Иван Хаджи Николов, а од 9 до 11 часот улиците Урош Џуковиќ, броевите 1, 3А и 3Б, како и дел од Осло, броевите 4, 4А, 6, 8, 10, 10А и 10Б. Ова е последната информација за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.